Најновата фабрика за муниција во Соединетите држави користи најсовремена опрема на турската компанија Репком, која би можела да сочинува 1/3 од производството на гранати во САД, што според аналитичарите е од витално значење за надминување на тековниот недостаток на Украина. Зачекорувањето на Турција во ова е извонредно затоа што Турција има огромна способност не само да набавува, произведува, туку и витална врска за снабдување за САД, што исто така всушност почнува да се намалува врз основа на количината на гранати што му ги доставува на украинскиот партнер. Амбасадорот на Соединетите Американски држави во Турција, Джеф Флейк, ја пофали соработката како знак на зголемената важност за продлабочување на врските. Блиските односи на турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган со рускиот колега Владимир Путин беа извор на тензии меѓу Анкара и Вашингтон. Друга турска компанија Байкар гради фабрика за воени дронови во Украина, знак што велат аналитичарите за зголемената посветеност на Анкара кон Киев. Малку е ризично да се основа фабрика во Украина во воени услови. Се разбира, основањето фабрика во Украина има политичка порака, но верувам дека тоа нема да ја промени позицијата на Турција во оваа војна. Но аналитичарите предупредуваат дека двојното намалување на поддршката за Украина ќе ја стави на тест политиката на Анкара за балансирање на врските со Москва и нејзините западни сојузници. Турската политика кон Русија главно се заснова на нешто што ние го нарекуваме разидување. Значи можете да не се согласувате за многу различни критични агенди, како што се тековната војна во Украина и ситуацијата во Сирија, но сепак ќе соработувате во различни домени, како што е трговијата со енергија. Аналитичарите велат дека додека турската одбранбена индустрија ја зголемува поддршката за напорите на Украина и западните сојузници да ја снабдуваат украинската војска, Анкара останува витален трговски партнер со Русија и таа одбива да воведе многу западни санкции. Оделот за финансии на САД ги санкционираше турските компании за снабдување со стоки со двојна употреба на руската војска, вклучително и микрочипови, но и делови за оружје кои директно одат во производството на руско оружје од високата класа што се користи против украинците. Значи Турција ги игра двете страни на политичкиот спектар. Тоа навистина ги става САД во ќорсокак се повеќе или постојано да молчат за некој вид двојна игра во Турција. Откако Турција представи 2 нови воени авиони за 1 година, председателот Ердоган ја подвлече зголемената важност на турската одбранбена индустрија, улога што исто така создава повеќе дилеми за Турција додека продолжува да ги балансира односите и со Западот и со Русија.